Денеска ќе обрнеме повеќе внимание на работата на атлетскиот клуб Куманово. На она што се случуваше изминатиот период, како ја започна, како ќе ја завршат сезоната, со какви успеси располага клубскиот тим на атлетскиот клуб Куманово, но и ќе го најавиме настанот за во недела во пресрет на 11 октомври, ослободување на градот Куманово. Со мене во студиото ќе ги поздравам Филип Колевски, тренер на атлетскиот клуб Куманово, и Милан Велјковиќ, атлетичарот од атлетскиот клуб Куманово, кој што ќе ни се пофали со своите успеси. Најпрвин, честитки до целиот атлетски клуб Куманово за изминатава сезона, за успесите што ги постигна, а сега ќе дадам збор на тренерот кој што лично ќе ни ги презентира сите подетални информации и воедно сите успеси што ги постигнавте од мај па навака. Па така, нашата сезона, значи најважните надпревари се од мај па до октомври. Се одржуваат државни првенства за сите категории на возраст, значи имат државни првенства до 13, 15, 17, 19 и она најважното сениорското државно првенство. Учествувавме на сите со најголем успех, може да кажеме. Нашите дечени учествува и за своите школски екипи, каде исто помогна, нели, училиштата да добијат голем број златни медали. Учествува на кампот од Агенција за млади и спорт, како тие златни медалисти, што беше недела дена во Охрид. И нормално учествувавме на екипните надпревари на младинскиот и сениорскиот куп. Сениорскиот куп се одржа крајот на мај, почеток на јуни. Во финалето успеавме да бидеме најдобра екипа, значи го освоивме севкупно, го освоивме првото место и во женска и во машка конкуренција и севкупно, значи ги земавме трите пехари. Се сублимираат бодовите од сениорскиот и младинскиот куп за да се добие најдобрата екипа, така при системот на прогласување во атлетиката. Младинскиот куп, машката екипа беше прва, женската екипа не го постигна тој успех, можеби најслабо настапи како до сега, но севкупно завршуваме како најдобар клуб. Значи оваа година завршуваме како најуспешен клуб, четврта година веќе по ред. Она што е забележително за оваа сезона, имавме учество на сите меѓународни надпревари. Нашите атлетичари зема учество како составен дел на репрезентацијата на балканските првенства, што се под 18, под 20 години балканското првенство за сениори, но и на европскиот куп што се одржа во Малта, што е европско надпреварување екипно во атлетика, што е малку необично. Значи екипен надпревар каде што секоја држава не освојува медали, туку освојува поени. Значи на секоја дисциплина се добива соодветни поени според пласманот на надпреварувачите. Така да нашата земја успеа да го освои седмото место во таа лига, значи не седмо место во Европа, него она е како трета лига, бидејќи помалите земји што се и нормално е послаби во споредба со оние големи земји како Британија, Франција, Германија, значи не може да направат успех и обичаено тоа е рангирање според лига направено како интересен систем што овозможува да се надпреварува со соодветна конкуренција. Така да туку учествува Марија Нојковски, Матеја Ефремовска, Катерина Тимчевска и Милан Велјковиќ. Во Малта имавме одлични, да кажеме, представување од нашите надпреварувачи. Исто така и оваа година продолжуваме традиционално веќе четврта година поред, значи имаме поставување на државни рекорди од нашите членови, зашто особено сме горди како клуб, се можеби единствени што е веќе 4 години поред има континуирано поставување на државни рекорди. За рекордите, за успехот, ќе ни каже нешто и Милан, бидејќи тој беше учесник. Па да почнем првин. Одиме од почеток. Да, моите најбитни надпревари, најбитни настапувања ми беа на балканските првенства до 17 години кои се одржа во Истанбул во Турција, потоа до 19 години во Питешти во Романија и сениорското балканско првенство кое се одржа во Србија во Нови Пазар. И исто така како што рече тренерот, настапив на европскиот куп во Малта и можеби мојот најбитен надпревар ми беше европското првенство до 17 години до 19 години се извинам, кое се одржа во Италија. И таму настапи во дисциплината 110 метри со пречки. Како беше? Па тоа беше едно интересно искуство, но бидејќи јас сум 2 години помлад од сите кои се таму, не можев да изборам некој подобар пласман. Имам уште 2 години да тренирам, па можеби тогаш
би можел да направам нешто. Така, сепак и годините се многу битни, и искуството и годините во кои што еве тренираш. Веќе колку години си во атлетскиот клуб? Па веќе 5 години. Така. Исто така вреди да се спомне, ова година поставив, тоест го подобрив 3 пати државниот рекорд на 110 метри со пречки за до 17 години, македонскиот државен рекорд, и вкупното подобрување беше за половина секунда. Браво. Што е многу на една кратка трка. Да. Значи, собори државен рекорд. Да, и ова е, мислам дека е вкупно 13-ти рекорд кој го имам поставено во текот на годините. И исто така заборавив да кажам за атлетскиот митинг во Белград, каде настапив во дисциплината 400 метри со пречки и 110 метри со пречки, и таму освоив медал, тоа беше трето место. И Премногу задоволен, нели? И постои државен рекорд во исто време. да. Одлично. Послабиот резултат тоа. Честитки, Милан, навистина. Благодарам. Имаше со што да ни се пофалиш и овдека во Радио Браво и на сите наши слушатели. Ќе се надополниме со уште нешто што не го кажавме, а сега повторно ќе се навратиме на Филип Колевски, кој што еве ќе ни каже што треба да очекуваме во недела. Па во недела очекуваме богата програма и продолжување на се што се случуваше веќе 4 години, чи 5-та година поред, ќе направиме еден спортски спектакл кој ова година ќе биде меѓународен. Значи само една година не беше меѓународен нашиот атлетски митинг, ќе имаме екипа, две екипи од Бугарија што доаѓаат. Значи исто ќе ни го збогатат учеството и во машки и во женска конкуренција. Но првин за програмата, туку имаме школска програма за основните училишта, на која ќе настапат и училишта нели од други те градови од Македонија, која што се дели според возрастите, ќе има трки за ученици до 5 оделение, оние што се кај учителката, има трки за 6, 7 и 8 и 9 оделение. Значи поделени се според возраста, зашто не е исто да настапа дете од 6 со дете од 9 оделение, како што често на нашиве надпревари што се во атлетика државни, на пример школски или гимназијада, кога е една категорија, значи не се делат. Потоа имаме главна атлетска програма, каде што ќе настапат атлетските клубови со атлетичарите. Туку имаме дисциплини 60 метри, 400 метри, скок во височина, скок во далечина и фрлање ѓуле. Имаме и рекреативна трка, што е за рекреатици, значи не атлетичари, каде што ќе пробаме да го потикнеме оној спортски дух во нашиот град. И она традиционално за нашиот атлетски митинг е фамилиарната штафета 3 пати по 200 метри, што се одржува само тука на нашиот атлетски митинг, значи во Кумано, каде учествува едно семејство, еден родител и две дечиња или 20 родители и едно дете. Се трчат, значи, по 200 метри, 3 пати по 200 метри, и ова штафета ќе се одржи веќе 4-та година поред, значи од вториот атлетски митинг, секогаш е како на шлагот на овој атлетски митинг, и сме навистина горди што успеаме да направиме некој таков настан што има и баш убав, да кажеме, конкурентски пристап од некои штафети, но неизбежен е аспектот на забава и дружба. Така. Веќе 5-та година ова ќе биде поред. Какво е искуството од минатите години и каква е заинтересираноста, колку клубови се пријавуваат за учество? Па атлетските клубови од Македонија вообичаено, значи, доаѓаат, сега не секој што цели екипи со најдобрите, оние што се желни за освојување, да. А школската програма обично е многу, значи, масовна, така што проблем е и да се некогаш и одржи, да се заврши некоја дисциплина. Така што ова година можеби помалку ќе биде тоа проблематично, зашто се само едноставно тркачките дисциплини во школската програма, но имало, значи, случаеви кога се преку 100-110 деца во една дисциплина. Значи интересот на училиштата е добар и едноставно тоа ни е целта, да потикнеме некоја масовност, да дојдат дечиња да видат првин каде што, како изгледа некој надпревар, што не се, например, никогаш биле членови на клуб или не надпреваруле, да добијат такво едно искуство и едноставно се дружат, зашто во исто време ги спојуваме тие различни програми, значи деца што ќе дојдат ќе може да видат како изгледа и атлетска дисциплина, класичен надпревар, да кажеме, во некоја си дисциплина, ќе има дечиња, значи, од други градови и од друга земја,
Така што тоа не е и целта, се на секоја ќе се собере е доста интересен и тој микс мислам дека ќе не е заштитен знак и ќе пробаме да го задржиме со текот на годините, значи тоа надпревари за секоја различната категорија. Да напоменам само надпреварот, иако е 11 октомври, година го држиме во недела, вообичаено го држиме за време на викенд секогаш, значи на 8 октомври во 12 часот на атлетската патека во Соколана. Значи 8 октомври во 12 часот, кој е желен да процеди 2 часа од интересни трки и надпревари, слободно може да наврати на Соколаната, влезот како и секојаш е слободен, таа едноставно биде делот. А публиката не е потребна? Публиката е потребната, Да. точно, очекуваме нели да дојдат, можеби родители со дечињата. И нормално и кој сака се надпреварува, затоа е ставена таа рекреативна трка на 1000 метри, за да може сите луѓе да имат искуство како изгледа и оние што никош не надпреварувале, како изгледа да се истрча една трка на атлетска патека. Со сета, нели, она церемонија и судење, електроника, тотално целосна процедура. Организацијата е безпрекорна? Организацијата се трудиме со помош на Сојуз за спортови на Куманово, значи и со помош на Атлетската федерација на Македонија да постигнеме еден добитна комбинација како и до сега што беше сиве овие години и да возможиме се да тече безпрекорно, организирано и на преварувачите едноставно да имаат потики за наредната година. Пријатен лесен надпревар и да ги биде едноставно се организирано. Така. Милан, слушнавме како започнала сезоната од мај, слушнавме за твоите успеси и на Балканското првенство и на Европското првенство и за државните рекорди кои што ги постигна. Уште нешто да додадеме? Па, искрено не би знаел веќе Младински куп сега последен надпревар. Да, за Ете тоа не го споменавме, ќе останевме должни. па на младинскиот куп тоа е куп каде што секој се труди да придонесе што повеќе поени за својот клуб. Тоа не е индивидуален надпревар каде што можеш да настапиш пример само во една дисциплина и да бидеш задоволен, тука е подобро ако настапиш во повеќе дисциплини за да придонесеш повеќе за својот клуб. И јас на тој надпревар едноставно се потрудив да го дадам најдоброто од себе, подобрив два лични рекорди и Одиме напред. Освојуваме уште понатаму, така? Да. Сега се спремаш и ти ќе земеш учество сигурно во атлетскиот митинг 11 октомври. Да, па во план сум да настапам во дисциплините 60 метри, во фамилијарната штафета заедно со мојот брат и мојот татко и на трката на 500 метри. Одлично, честитки и многу успех посакувам и за во недела. Благодарам. Колку членови од или атлетичари од вашиот атлетски клуб Куманово ќе настапат во недела? Па ќе настапат прво сите возрастни категории, оние што се најмали дечиња, имаме дечиња што ни се членови од 7 години, значи ќе си настапат во соодветно оние трки, нели имаме трка цицибани за дечиња до 10 години што се до 5 одделение, потоа школски оние што се помлади 6-7 ќе настапат таму и оние што се малку поголеми од 14-15 години веќе ќе настапуваат во главната атлетска програма, таа е некоја си екипа од 15 члена од, да кажеме, по елитни наши надпреварувачи или репрезентативци. Сите наши членови што се членови на сениорската репрезентација или јуниорската репрезентација ќе настапат на овој наш атлетски митинг, така што соодветно ќе биде и многу поголема конкуренција и очекуваме исто така добри настапи, значи од клубовите од другите градови од Македонија. Она што на кратко што се вика можеби спомена Милан, да се надоврзам само бидејќи Европското во Италија е настап на кој е првенство на кое настапија само еден член во машка конкуренција, еден во женска конкуренција. Во Македонија тој беше единствениот, значи член во машка конкуренција, тоа не е голем престиж што наш член настапи и беше единствениот од Македонија што настапи на Европското првенство. И тоа беше некоја алка што ни фалеше, значи Европско првенство 19 години на кое немаше настапено досега наш член, така заокруживме еден круг од сите првенства европски во сите возрастни категории. Тој беше единствен машки представник од државава. Тој беше единствен машки представник
Едноставно тој има право да настапи за 2 години пак на ова првенство, бидејќи е помлад. Ова е првенство значи што се одржа од 98 година за помлади, тој е 2000-та. И тоа што очекуваме доста посериозен резултат и едноставно да ги нема сите оние, да кажеме, први впечатоци или да кажеме трема од таков еден голем натпревар, зашто сепак колку и да се настапува во искуство, да кажеме, од надпревари во државно првенство или балкански европско првенство е една сосема друга категорија на настап. Ви благодарам за разговорот. Се гледаме во недела на атлетската патека Соколана во 12 часот. Точно така. Повелете сите. Благодариме, подршка. поканети сте сите. Добродојдени сте сите. Атлетски митинг 11 октомври. Точно.